Почитувани гледачи, добра вечер. Ова е Визави на програмата на ТВ Канал Виз. Вечерва мој гостин е градоначалникот на општина Босилово, господинот Зоран Зимбаков. Господине Зимбаков, добра вечер и добре дојдовте. Добро вечер и голем поздрав до гледачите на вашата телевизија. Минатата недела имавме протести на граѓанските активисти кои што се противат за отварање на рудник во оваа општина. Тие велат дека локалната и централната власт се глуви за нивните барања. Дали е така? Кој е коментарот на сите овие обвинувања? Да, така е. Јас ги следам настаните и не се согласувам во целост. Можам да кажам дека пред некој ден имавме и состанок со дел од екипата, односно Сдруженијето Здрава Котлина, кои што не ги поддржуваат родниците, но јас со сигурност сакам да кажам дека оваа градба, која што се наоѓа на територијата на општина Босилово, која што е потенцијална градба, значи нели ги нема земано сите одобренија, зафаќа и дел од територијата на општина Ново село, односно таму ќе биде лоцирано хидројаловишто. На нашата територија ќе биде лоциран потенцијалниот коп. Значи општина Босилово е најдиректно засегнана од евентуалното отварање на овој рудник. Меѓутоа, како што знаете и порано, за овој објект имаше распишено референдум, каде што граѓаните од општина Босилово излегува да гласаат дали се за или против рудникот. Пред 1-2-3 месеца, значи, стигна известување од Уставен суд дека овој референдум не е уставен. На самиот референдум не се покажа доволно излезеност, меѓутоа и да е било така, со одлуката на Уставен суд се покажа дека ова не е надлежност на локалната самоуправа, бидејќи според категоризацијата на градбата овде се работи за градба од прва категорија Г1, тешка индустрија, каде што сите надлежности одобренија ги дава централната власт, односно владата и разните министерства. Улогата на локалната самоуправа тука е многу минимална, односно контрола на животната средина при евентуалното отварање од после. Затоа слободно можам да кажам дека мојот став како граѓанин е непроменет уште пред самите избори околу рудникот, така да мислам дека тоа е и ставот на централната власт. Рековте дека представници на Сдруженијето Здрава Котлина биле овде и сте разговарале. Кои беа нивните ставови, зошто беше иницирана оваа средба? Дали има некои конкретни барања со кои што сакаат да ја задолжат општината или едноставно тоа беше разговор за текот на настаните околу рудникот? Едноставно тоа беше еден така пријателски разговор, меѓутоа разговаравме околу надлежностите, кои се надлежностите на локална самоуправа, кои се на централната власт. Така да мислам дека се разбавме на некој начин и дека ќе имаме добра соработка и за воиднина. Да поминеме на оние проекти кои што успеавте како градоначалник да ги реализирате во овие нешто повеќе од година дена. На полето на инфраструктурата, изградба на патишта, канализација и водовод во еден пакет, што се прави во општина Босилово, и еве во кои населени места имаме зафати? Значи, јас со инфраструктурните проекти сакам да кажам дека ето со преземањето на функции со овој голем долг што го наследив, до овој момент имам вратено заедно со образованието околу 10 милиони денари. Значи, долгот од 50 милиони во моментот е 40 милиони денари, што е и не така мал долг кој што е вратен. Од тие причини, значи, се скусивме од реализација и не учествуваме многу повици, каде што се бараше собствено учество, се со цел да можеме да бидеме, значи, да работиме домакински и да можеме, ето, да не ни бидат блокирани сметките од домашните добавувачи. Блокирани сметки се, извинувам што ве прекинувам, но да ги разјасниме во овие. Немавме, но можеше да дојде до тоа. Тука, ето, менаџиравме со компаниите, ги викавме на разговор, значи да не почекат околу плаќањето, и оваа мерка на владата што сега ја предлагат за
отпишување на дел од овие долгови ќе биде многу позитивно. Колку е вкупниот долг на општина Босилово и колку знам дека половина од тој долг треба да се отпише, но дали ќе може после да функционирате со она што ќе преостанува како обврски на општината? Колку по моментов се тие задолжувања? Во моментот тие задолжувања заедно со образованието се околу 40 милиони денари. Значи, според кажувањата, да кажеме, на централната власт, овде нема да спаѓат враќањето на кредити, кои што се земани од порано. Овде имаме, да кажеме, земано кредит од Светска банка и од Македонската банка за развој, кој што, ево, од Светска банка ќе го враќам до крајот на мојот мандат. Меѓутоа, тука мислам дека не спаѓат и блок дотациите кои што се, односно долговите према образованието, значи по мене тука негде ќе се околу се вкупно 14 милиони денари долг кон домашните добувачи и тоа е, значи, од 7 до 8 милиони помош за општина Босилово. Што успеавте со тој буџет што ви преостанува да реализирате оваа година на инфраструктурен план? Значи, од инфраструктурни проекти, значи, реализиравме, еве редоследно ќе ви ги кажам, значи, почнавме со реализација на проектот Еднокуќово Муртино. Тој проект е во должина од 1380 метри, заедно со општина Струмица. Тој беше проект меѓу две општини, каде што апликант беше општина Струмица, а се имплементираше преку Бирото за регионален развој, односно преку Центарот на Југоисточен плански регион. И дел од овој пат, едно 500 метра, влегува во територија на општина Босилово со ширина од 5 метра. Потоа, општина Босилово од својот буџет, односно од годишната програма за одржување на улици и патишта, која што оваа година беше малку проширена, направивме продолжување, односно направивме спој од таму каде што завршивме до селото, односно до спојот со селската џамија во должина од 332 метра и со тоа се овозможи едно кружно поврзување на овие две населени места, односно на двете општини. Потоа асфалтиравме една улица во село Бориево, во должина од 245 метра. Тоа е кај црквата во ова населено место. Во Иловица преку Бирото за регионален развој, преку Оската развој на селата, е истампонирано. Ова недела се очекува асфалтирање, бидејќи таму имаше една позиција изградба на поставување на канелетки за одводнување, малку затоа се одложи работата, во должина од 550 метра и во вредност од 1.800.000 денари. Овие се пари од Бирото за регионален развој. Во план сме за реализација на уште една улица во Иловица и една улица во Босилово. Околу, да кажеме, кога сме веќе на темата за улици, значи, очекуваме известување од платежната агенција. Тоа е Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и рурален развој. Тука имаме настапено со повеќе проекти. Една улица во Босилово, значи тоа е улицата во покрај селските гробишта, улица во Моноспитово, помеѓу двете цркви, и една улица има во Еднокуќово, спој со патот со Бориево. Доколку ги реализираме и овие улици, мислам дека јас како градоначелник ќе бидам задоволен со реализацијата на годишната програма за улици и патишта, која што оваа година, како ви кажав, малку ја проширивме, бидејќи дали некоја рамка колку пари вкупно се одвоени за сите овие проекти, сите тие улици кои што се или нови изградени или санирани оваа година? Тоа се зависи од завршна ситуација, бидејќи сите уште не се завршени. Не можам да ја кажам точната сума, бидејќи од јавното предпријатие за државни патишта, каде што парите стигнуваат по клуч и по некоја формула, се околу 2.300.000, а според програмата ние, според проектантските цени, негде ние околу
4.200.000. Разликата во тие пари, во зависност, како што ви кажав, како ќе бидат завршна ситуација, ќе ги исплатиме од собствениот буџет на општината. Исто кога сме тука, да кажеме, на таа тема околу инфраструктурни проекти, би сакал да спомнам дека во завршна фаза сме влезени со оценка или како да кажеме предреализација на една градинка, општинска градинка, значи со капацитет од 350 квадрати во населеното место Босилово, бидејќи Босилово нема детска градинка, освен една мала градинка што е клон на Василевската во населеното место Моноспитово и чија што вредност е туку точно 19 милиони денари со сите фази. Првично беше да се isfinansira само дело кое што е на карабин фаза, 8 милиони денари, меѓутоа се надевам дека со парите кои што беа останати од ТАФ Македонија 45 милиони денари или од ИПА програмата, ќе можеме да ја реализираме цела, бидејќи локацијата и местоположбата на оваа градинка е доста близко до магистралниот пат, а сепак е доста тивко место, односно е идеално за таа намена. За кој објект станува збор? Која е таа локација? Таа локација е значи во дворот на амбулантата на село Босилово. Тоа беше стара амбуланта. Стара амбуланта што треба да ја срушиме сега. Меѓутоа во истиот двор има функционална друга амбуланта, бидејќи овој плац или оваа парцела е доста голема, така да ќе ја собере и градинката. Која е временската рамка за реализација на оваа градинка? Кога би требало да се почнат сите активности и еве некои предвидувања мора да постојат кога би требало да се заврши од преглед? Тоа уште не е дефинирано, значи да не шпекулираме сега, меѓутоа се надевам дека оваа година, доколку влеземе со овој буџет сега што е во Република Македонија, за една година мислам дека ќе биде завршена и тоа ќе е вистински бенефит не само за село Босилово, туку за сите граѓани од нашата општина, бидејќи има луѓе што стварно нема кој да им ги чува децата. Така. Кога зборувавме за инфраструктурата, кои се критичните точки кои што треба да се санираат следната година? Има ли такви граѓаните на кои што реагираат и кои што би требало да влезат во буџетот за 2019? Според вас, кои се приоритетните патишта? Критични точки секој пат имало. На нас градоначалниците ни е битно да ги мапираме, меѓутоа, еве ние како рурални општини, секој пат финансиските средства ни се проблем. Доколку имаме доволно финансиски средства, ние точно знаеме кај треба да реагираме. Затоа би реагиране кај што е најнеопходно. Еве за една компарација ќе кажам дека луѓето буквално се радуваат да му бидат санирани ударните дупки на асфалтот, бидејќи си ги чукаат колите, си ги оштетуваат. Иако тоа е смешна инвестиција. Меѓутоа, оваа година планираме некако 80 тони асфалт да истрошиме само на оваа ставка крпење на ударни дупки, бидејќи нашите патишта се доста амортизирани и со текот на зимскиот период, кога има мразеви и сол, значи се прошируваат и секоја година сме, да кажеме, финансиски ја празниме, да кажеме, општината, а тоа е само временно решение. Доколку имаме повеќе средства, ќе направиме комплетна санација или реконструкција на цела улица, тогаш нема да има проблем од такви работи. Исто така, значи, недостаток ни е и непостоењето, значи, никаде на канализационен систем, односно канализација во општина Босилово нема ниту во едно село. Со проектна документација сме, да кажеме, колку толку покриени. Имаме во неколку населени места, меѓутоа, еве јас слободно можем да кажем, Босилово како седиште на општинскиот центар во денешно време е жално да нема канализационен систем. Иако и другите села тоа го заслужуваат, меѓутоа, мислам дека фокусот сепак треба да се даде на седиштето на општинскиот центар. Имаме изработено проектна документација за населените места Босилово,
Турново, Секерник, Робово, Старо Байлоц и Дрвош. Недостаток на вложување во идни проекти, односно за проектирање, е што нашите закони околу проектирањето претрпуваат многу брза измена. Односно, еве сега пред некои 5-6 месеци имаше еден повик за едни улици, да кажеме, каде што условот беше проектот да не ти биде постар од 2016 година. Значи, доколку инвестираш ти да изработиш проекти за сите населени места и не успееш да ги реализираш, значи, џабе ти вложувањето во проекти. Затоа мислам дека треба да се размисли кога се носат некои такви одлуки околу некои промени, бидејќи, јас ќе кажам, ние руралните општини не сме толку мокни да ја финансираме и во проекти. Кога зборуваме не сме толку мокни, постојано, нели, тоа е генералниот одговор кога зборуваме со помалите општини дека немаат средства. Кој е чистиот буџет на општина Босилово? Ние за какви финансии всушност зборуваме? Без дотациите за образование, колку имаме пари на располагање? Годишно од прилика. Може би тоа е причината што еве во моментот се општините толку задолжени, бидејќи кога се креира буџетот треба да се прави максимум 30% од колку што е реалниот кој што се собира. Меѓутоа, во моментот буџетот на нашата општина заедно со образованието е околу 3 милиона и 200 илјади евра, во евра ќе зборувам, 3 милиона и 200 илјади евра. За образованието отпаѓаат, прво беа 57 милиона, сега се 61 милион. Значи, они имаат покачување тука, а реалниот буџет на нашата општина варира зависи од наплата како од 500 до 600 илјади евра. Начинот на финансирање ние, значи, поврат од ДДВ, 3% од ДДВ-та се враќа на општините и тој во моментот изнесува негде 1.450.000, од кој што за расходи за плати, за совет, околу милион оди скоро, а 400.000 остануваат за други материјални трошоци, што се многу малку пари за да можеш да правиш развојна компонента. Што тогаш? Затоа ние, сепак ќе кажам, малите општини, не сме така мали, значи скоро 14.260 жители според пописот од 2002, сме принудени буквално да трагаме по извори на финансирање. Дали ќе се тоа прекогранични проекти, ИПА програми, проекти од Брисел, некои грантови, тоа ни е приоритет и сме принудени тоа да го работиме. Бидејќи ако сме пасивни, тогаш ништо нема. Колку пари еве оваа година? Рековте дека на дел не сте успеале да конкурирате токму поради тоа што немавте средства за партиципација, но колку средства годишно од прилика можете преку проекти да дали имате некој просек? Еве оваа година колку проекти имавте? Колку средства од странски донатори успеавте да привлечете? Оваа година, значи, го реализиравме проектот реконструкција и доградба на културен дом во населеното место Секерник. Мислам дека тоа одеше и во Медиумски, каде што таму екзистира едно културно-уметничко друштво, што е ретко за овие простори, Кутрос Алеи, кој што негува ора од егејскиот дел на Македонија. И вкупниот буџет беше околу 223.000 евра, а само бидејќи европските проекти работат на принципот тврди и меки мерки, од тој вкупен буџет 193.000 евра беа за делот на градежништвото, градежниот дел, со што се доби еден многу добар објект, можам да кажам, кој што нема да служи само за таа намена, меѓутоа ќе биде и за разни собери, спортски манифестации, музички, бидејќи навистина граѓаните во ова населено место нема таков објект, нема свој простор. Дел од овој простор ќе се има и за пензионерски клуб направено, има и други простори кои што порано беа користени како амбуланта, меѓутоа сега во моментот се иселени од таму, меѓутоа ќе им дадеме друга намена. Значи овој објект 193.000 евра, меѓутоа
Со партнерот што ни е од другата страна од Бугарија, значи мора да имаш партнер, кој што ни е од 2006 година, тоа е општина Грмен. Ово е четврти проект кој што го реализираме заедно. И веќе подпишавме, значи имаше завршна конференција, веќе се е завршено. Има само една, да кажеме, забелешка, тоа е пристапот на инвалидизирани инвалиди до објектот, односно поставивме рампа за лица со инвалидитет и вратите треба да ги прилагодиме на тие лица за да можат непречено да влегуваат во објектот. Другото се е завршено и на 15 ќе одиме, да кажеме, во општина Грмен, таму да бидат и кај нив подпишани нивните документи. Таму они направи еден сличен објект, тоа не го викаат читалиште, во населеното место Рибново. Исто така може да се пофалам дека во новата апликација што беше во вториот ИПА повик, со општина Грмен аплициравме со 2 проекти во оската исто на животна средина, односно со различни подоски, и тука аплициравме со 2 проекти. Едниот е во дело на инфраструктурата, од заштита од поплави, а другиот е во зголемување на заштита на животната средина во прекуграничниот регион во заштитено подрачје. Односно тука го цела приказна ја направивме околу Моноспитовското блато, бидејќи тоа е во фаза на прогласување на заштитно подрачје. По првиот повик тука одиме со 3 проекти. Тоа се изградба на бетонски канали во населените места Моноспитово, Босилово и Бориево. Која должина ќе биде таа? Во Бориево е 120 метра, Моноспитово 497 и Босилово 550 метра, со што голем дел од водите ќе бидат прифатени и ќе нема, да кажеме така, големи поплави. Овој проект е во висина од 176.000 евра. Вториот проект е набавка на камион возило за управување со утовар на цврстиот отпад, односно камион за смет, со 14 кубика капацитет на утоварување и набавка на 120 контейнери метални, односно тие буриња да ги замениме со контейнери, бидејќи еден контейнер може 6 до 7 домаќинства да згрижува и тоа ќе биде полесно и за вработените во вредност од 148.000 евра, и можем да кажем дека и со овие 2 проекти сме влезени во втора фаза. Овие проекти ги изработуваме, да кажеме, со дел од тимот во општина Босилово, кој што има оделение за таа намена, и можем да се пофалам дека користиме и домашни, меѓутоа и надворешни консултанти за запишување на овие проекти. Спомнавте дека ќе набавите ново возило за цврстиот отпад. Изминативе денови сериозни обвинувања од одредени граѓани дека нешто се случува со екологијата во општина Босилово, односно дека има испрлање на штетни материи, особено од преработувачките капацитети, поточно масло за готвење. Дали комуналните инспектори биле на терен, имали некакви сознанија дали овие информации се точни и потврдени? Информирани ли сте пред се за ова? Да, информиран сум. Прво, значи, оваа депонија мислам дека е во Босилово, конкретно за село Босилово, изградена е во многу, да кажеме, тесен простор и близина на населеното место Босилово, кога е правена, мислам, од 96-та година или 97-та. Тогаш има ископано, тоа е времено прифатилиште, значи 4 дупки и со текот на времето, тоа е долг период, овие дупки се пополнети, значи празнините се заситени, останата е само уште една, да кажеме, маленка празнина и буквално тоа ни представува голем проблем. Јас како градоначелник, значи, ќе ми биде голема желба ако евентуално го решам проблемот со отпадот на ниво на општина Босилово, не само на село Босилово. Бидејќи
луѓето тераат спас каде да го депонираат својот отпад. Проблемот кај нас е што сите, да кажеме, државни парцели во моментот се со некој вид на товар. Значи, или има концесија, закуп, значи, доколку би имало слободна парцела, тогаш можеме, значи, со две депонии да решиме проблемот на ниво на цела општина Босилово, бидејќи еве можам да кажам, таму поставивме и чувар кој што оди да контролира, меѓутоа луѓето си го терат своето, има луѓе, еве да кажем, што екзистираат буквално од тоа, некои собираат пластика, некои собираат железо, па тоа може дури преку ноќ, кога никој нема да ги види, тоа го палат. И тоа е еден начин на представува голем проблем, меѓутоа имало ли изречени мерки, еве, не знам, прекршочни, некакви казни од комуналните инспектори, доколку некој е затекнат или по пријава? Да, има изречено неколку, меѓутоа тоа не го решава проблемот. Проблемот е, мора да го гледаме малку од друга страна, бидејќи имате ли најдено која парцела би ви одговарала и да прашате во соодветното министерство дали може да се одстапат? Кои се процесите за да дојдете до потенцијален простор каде што можете привремено, еве, бидејќи регионалната депонија Шапкар постојано 10 години наназад се зборува дека треба да се отвори, сега и владата превзема некои чекори, меѓутоа сепак ќе помине време, можеби и години додека се реализира. Како ќе се снаоѓате во оваа ситуација? Да, јас мислам дека владата веќе не и дадовме, нели, полномошно на Центарот на Југоисточен плански регион да не застапува пред владата, која што работи на изнаоѓање на решение на овој горлив проблем преку изградба на регионални депонии со јавно-приватно партнерство, каде што негде веќе и функционираат. Мислам дека во Западна Македонија веќе функционира, во Свети Николе нешто почнува да се прави и бевме на една презентација и тоа е интересно бидејќи тоа е како една фабрика, значи ние, нели, ѓубрето го гледаме како ѓубре, односно смето како ѓубре, не како енергија и е навистина проблем во сите населени места, не само во општина Босилово, и во Василево и во Ново село. И јас единствениот излез го гледам баш во таква регионална депонија и можам да кажам дека тоа мора да биде што позабрзано, бидејќи луѓето го бараат тоа од мене. Доколку тоа не биде најдено решение во најскоро време, тогаш ќе мора примитивно пак да тереме некоја парцела, да бараме, да копаме примитивно дупки, да го складираме отпадот, а ова да биде конзервирана. Ова што го спомнавте со маслото, да, имаше и такви информации, меѓутоа тука е работено на принципот на, да кажеме, на тој неиндустријски отпад, комерцијален отпад и за да се потврди тоа треба да се направи, нели, анализа во лабораторија. Ние тоа што го видовме беше, значи, испуштени од цистерна и, значи, го раскинавме договорот. Меѓутоа за возврат на тоа Со кој беше договорот? Договорот беше со фабриката за масло Алмакс. Имаше пречекорување од нивна страна? Не. Што беше раскинат поради притисокот од граѓаните? Да. Договорот беше во ред, меѓутоа немаше дадена временска рамка, а за тоа возврат, значи, да кажеме, ние во зимскиот период, кога нашите камиони не влегуваа нигде во депонијата, бидејќи има кал, бесплатно носеа, да кажеме, смет на депонијата во Добрашинци. Има договор таму, има некоја сума која имаат плаќена, меѓутоа тоа веќе 3-4 месеци не функционира, односно договорот е раскинат. И граѓаните не треба да се плашат за нивното здравје. Има ли проблеми во поглед на парцелите кои што вие сте ги замислиле за индустријски зони? Претходниот пат кога имавме интервју рековте дека
имате таков проблем, бидејќи немате парцели кои што би можеле да ги урбанизирате и на тој начин да генерирате средства од продажба на тие парцели. Се наоѓате на магистрален пат, не се знае во иднина дали тој ќе биде променет со некоја друга локација, бидејќи Агенцијата за патишта најавуваше дека ќе има и нови проекти. Можно ли е во овој период да се изградат, не знам, една барем индустријска зона и да се вклучи некој прилив во општината по тој пат, во насока на развој на локалната економија? Нажалост, треба да кажам дека ситуацијата е се уште иста. Значи, овие парцели кои што се државни, тие се оптеретени. Значи, си имаат корисници, закупци, генерално нема. Земјоделско земјиште? Да, земјоделско земјиште, меѓутоа со изработка, еве сега во момент се прават 5 урбанистички планови во 5 населени места, меѓутоа овие се урбанистички план за село, бидејќи законот ни налага да постапуваме согласно законот за просторно урбанистичко планирање. Единствена зона, како што спомнав и минатиот пат, тоа е зоната во и таа е на приватно земјиште во Робово и е, да кажеме, делимично распродадено, иако е на приватно земјиште, меѓутоа тука општината не менаџира со ова земјиште, тука приватњаците се одлучуваат, се договараат за цената која ќе достигнат и во моментот негде 15 до 18 евро од квадрат ја продаваат. Тука општината еднократно генерира финансиски средства, потоа тоа е мала работа. Значи не можеме ние да менеџираме со тоа земјиште да оди на лицитација да го продаваме и така. Значи не можеме да генерираме некои големи приходи. Кои културни настани ги имавме изменатава година во општина Босилово? И во кои насоки планирате да ја развивате еве културата во оваа општина следниве 3 години од вашиот мандат? Културни настани имаше повеќе. Значи, според некое истражување на, мислам, ти беше невладината организација Транзен, општина Босилово издвојува најмногу средства за изградба на објекти од европските фондови за културни настани. Мислам дека тоа е точен податок. Културни настани, значи, има во повеќе населени места. Во населеното место, значи, Босилово, тука имаше средба со иселениците, кои што и вие бевте присутни. Тоа е една добра иницијатива, каде што се запознаваме со нашите иселеници во странство, им даваме на значај и се дружиме на некој начин, а со тоа и им даваме, да кажеме, зелено светло доколку сакат да ги вложат својот капитал да се вратат, дека ќе им бидеме ние тука при рака. Друг културен настан е во населеното место Секерник, таму се одржуваат денови на русалиите, каде што се играат овие ора од традиционални од егејскиот дел на Македонија. Прво тоа се одвиваше на центарот на селото, сега тоа е на Домот на културата кој што го отворовме и кој што се одвива сепак на летна сцена, бидејќи така им е програмата. Има некои други културни настани, значи тука има во Штука, карневал кој што се прави. Колку средства издвојува општината за сите нив на годишно ниво? На годишно ниво, значи, тие имаат, значи, програма која што ја доставуваат на Советот на гласање, ја усвојуваме и спрема потребите, така ги и префрлуваме и парите. Значи, секој пат е различно, не толку фиксно. Но имате ли некаков процент, сепак, колков процент од буџетот ви е одделено за култура и дали поддржувате еве граѓански сектори, колку граѓански организации од кои области добиле средства за реализација на одредени проекти еве надвор од институциите? Надвор од институциите, значи тука нема некои толку активни невладини организации кои што се. Има некои што се формирани, меѓутоа се малку пасивни,
во нивното делување, меѓутоа се надам дека во иднина нема да биде така. Имаме соработка со тие што се тука и се трудиме колку што можеме да издвоиме за да бидат задоволни сите. Тука издвојуваме, значи, финансиски средства за нашите културно-уметнички друштва. Тука се културно-уметничките друштва Гоце Делчев од Босилово. Значи, ова, како ви спомнав, не е фиксна бројка, значи секоја година е различна. Културно-уметничкото друштво Кирил и Методий од Иловица, која пред некој месец беше и за Словенија. Потоа Културно-уметничко друштво Русалии и Културно-уметничкото друштво Штука, Кавалджи се вика од Штука, која што не достави годишна програма за ова година и не можевме да му издвоиме средства, бидејќи тоа не е законски доколку не му е усвоена програмата од Советот. Жално е што овие културно-уметнички друштва, значи, тешко добиваат пари од централната власт и ние како локална самоуправа, значи, мора да ги помагаме, бидејќи ако не ги помагаме со тие минимални средства, тие ќе замрат, а тоа не е добро, нели, за сите, бидејќи ако не ја негуваме традицијата, ќе го изгубиме идентитетот. Друго, значи, работиме и со социјални категории на луѓе, на жалост, бидејќи ние... Има ли многу барања? Каква е ситуацијата? Има, значи, на секоја седница разгледуваме барања од различни профили на луѓе, од, значи, тешко болни, некои бараат за лекување, некои бараат за ето да кажеме, некои слични работи, за слепи лица, за тоа се оди преку Советот. Јас како градоначелник законски имам право да подпишам, значи без Совет, вредност до 3000 денари. Сето останато мора да помине со одлука на Совет и доколку има, нели, позитивност, тогаш ги исплаќаме и овие категории на граѓани. Меѓутоа, како што ви кажав, се троши доста оваа ставка и колку и да сакаме, секој пат на сите не можеме да одговориме. Исто така можем да кажем дека помагаме и на деца со посебни таленти кои што имаат освоено награди на регионално и на државно ниво, на надпревари, и имавме добитници, односно наградени деца од училиштето Борис Трајковски од Моноспитово по надпреварот по хемија прво место и физика второ место. И тие беа наградени заедно со нивните ментори и наставници. Во следниот период треба да се предвидува и да се проектира буџетот за 2019 година. Дали веќе имате некаков преглед на кои ќе бидат приоритетните точки на кои што ќе се трошат средствата наредната година? Да, имаме. Значи, желбите се едно, а реалноста е друго. Мислам дека Законот за локална самоуправа треба да претрпе некоја измена и општините ќе имаат право да планираат само 10% плюс од нивниот реален буџет. Значи, ние имаме многу желби и проекти кои што сакаме да ги реализираме и сме спремни за тоа. Ево, јас слободно можам да кажам дека нашите проекти кои што ги има изготвено не се пасивни, значи не мируваат, аплицирани се до сите можни институции, од Министерство за транспорт и врски, Биро за регионален развој, во влада на РМ, кај заменик премиерот, во некои европски фондови, така да не стојат во фјок. И сме, уште еднаш ќе кажам, трагачи по инвестиции. Ви благодарам за разговорот, се гледаме во следна прилика. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за одвоеното време и за следење на оваа емисија.